Едно товарно возило со капацитет од 16 метри кубни и по најсовремени екостандарди и едно теренско возило се двата новитети во возниот парк на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци. Вкупната инвестиција тежи 83.000 евра, средства од буџетот на предпријатието. Целиот возен парк на Комуналец е речиси нов, со овие две возила повторно се инвестира во квалитетот на услугите кон граѓаните, а за јавното предпријатие Комуналец планирани се уште 4 нови возила за во следната 2018 година, најави градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Самото предпријатие, јавното предпријатие Комуналец е од големо значење за жителите, односно за општина Кавадарци, така да со ова се подигнува квалитетот на извршување на дејноста на јавното предпријатие и условите во кои што функционира самото јавно предпријатие. Моите информации дека се јавното предпријатие има претежно сега релативно нов возен парк со нови возила каде што ќе може навремено и безбедно да ги извршува оние сектори комунални кои што да исполнуваат во делот на јавното предпријатие. Исто така и за теренско возило кое што од оправдана причина купено за да може да се постигнува оние делови кои што се недостапни во делот на изворишто Лукар, во делот на хидроцентралите, така да мислам дека јавното предпријатие и наредната година ќе продолжи со тенденција на купување на нови возила. Имаме предвидено 4 нови возила, претежно во износот на смет и во јавната хигиена. Она што значи јавна хигиена да можеме да земеме и нови цистерни за одржување на улици, патишта и тротоари. Во меѓувреме, покрај другите тековни активности се чистат и неколку локални патишта кои досега не биле третирани. Ваквите работи се извршуваат со помош на предпријатието Јами, информираше Јанчев. Се чисти локалниот пат, не е регионалниот пат, он е локален пат од Дреново до самиот регионален пат Р109, мислам дека е. Значи локалните патишта кои што се во ингеренција и собственост на општината до сега не биле одржавани во делот на она што значи зимно и пролетно одржување, така да сега еве за тоа што немавме буџет за таа работа, фирмата Јами не испадна во пресредство, не има механизација да можеме да ги отстраниме оние пречки на самиот пат и да направиме одводни канали. Одводните канали се од големо значење за само сочувување на патиштата и она што значи побезбедно движење во зимски услови. План е по завршување на локалниот пат од Дреново до Клучките со регионалниот пат, да таа механизација пуштиме од бегниште на Хересава, оние се најнеопходни канавки и пристапни делови покрај патот да ги рачистиме. Инаку деновиве низ социјалните мрежи на големо се коментира честото перење на улиците низ Кавадарци. Ваквиот потек на градоначалникот и Комуналец го поздравуваат граѓаните, а Јанчев денеска вети дека се почесто ќе бидеме сведоци на едно поубаво Кавадарци. Ќе се продолжи, јас прво сум благодарен на Комуналец што излегува во пресред со моето доаѓање да направат напори покрај редовното работење да се вклучат во она што значи поголема хигиена. Ние за наредната година предвидуваме во делот на хигиена и зеленило да имаме повеќе кадар, повеќе оперативци и повеќе опрема, така да мислам дека Кавадарци ќе го донесеме од таа гледна точка на едно многу добро ниво. На новинарско прашање дали со промените на власта ќе дојде и до кадровски промени во јавното предпријатие Комуналец, градоначалникот Митко Јанчев кратко одговори дека ќе следува и ребрендирање на ова предпријатие.